Со мало задоцнување во споредба со другите второлигашки екипи, Осогово денеска ја изврши првата прозивка на ангажираните фудбалери за новото првенство и го одржа првиот тренинг. Стручниот штаб, предводен од Александар Андов, истакна дека засега може да смета на 18 фудбалери кои му пристапија на клубот, меѓутоа се разговара и преговара со повеќе потенцијални зацелувања. Пред се да информирам јавноста дека ние останавме во Втора лига Исток. Целта ни е и наредната година да останеме во оваа Втора лига Исток. Може би некој мисли дека ќе биде полесно, но сега ќе биде малку потешко. Најверојатно ќе се врати и публиката на теренот. Тие се најдобри наши критичари, како и вие. Така да ќе имаме поголема одговорност за подобра игра, да направиме добра и квалитетна екипа. Да стартот да кажем дека имаме некои нови играчи, дека не е истата екипа од претходната сезона. Тоа не е добра пракса во теорија и во пракса, но имаме некои мали промени во управата, некои луѓе останаа, некои замина, имаме комплетно нова упрема. Поголем акцент исто така ставиме на младите категории, од кај што треба да ни биде нашата база да црпиме играчи. Инаку во фудбалскиот клуб Осогово е извршена промена на раководството, меѓутоа далеку од очите на јавноста. Па љубителите на фудбалот во Кочани останаа изненадени кога и како сето тоа се случило. Ние се уште работиме на тоа. Дарко Атанасов ни е секретар на клубот. Веде председател станува Витомир Алексов, како што си беше и претходно, додека разговарам со некои луѓе кои што сакаат и како спонзори да влезат, да си стават исто така дел од управата, како тренер и спортски директор ќе работам и јас моментално сега заедно. Бела Симонски, како што кажав, е назначен за млади категории за координатор. Тие се комплетно под негова одговорност. Така да мислам дека ќе има уште неколку луѓе кои што ќе бидат овде во клубот, ќе ги најавиме со време кај вас и јавноста ќе биде запознаена со нив. Новото раководство не коментира како се работело претходно, само се пожали дека наследиле минусна сметка на клубот. За најболното прашање финансиите, Андов со резервиран став дека не се очекуваат чуда, но и дека ќе се преговара со локални бизнисмени, да влезат активно во управата на клубот, финансиски да го помагаат, за да продолжи традицијата на квалитетен фудбал во Кочани и по широкиот регион.